Здраво, ова е 278-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Off an Age на Горан Столевски, во кој станува збор за љубовната романса која се развива во летото 1999 година помеѓу 17 годишниот австралијанец со балканско потекло Кол, односно Никола, глумен од Елиас Антон, аматер танчер кој се заљубува во братот на неговата танчерска партнерка Адам, глумен од Том Грин, кој за 24 часа ќе ја напушти Австралија и се пресели во Латинска Америка за да докторира, но тоа нема да го спречи Кол да го почувствува интензитетот на својата прва љубов. Во 1999 година, ако сте имале бурна ноќ проследена со незапирливо пиење и мамурлак од епски пропорции, до тој степен што не ни знаете на која плажа сте се разбудиле, нема да можете на Google Maps да најдете каде се наоѓате, а ако сакате да му се јавите некому, треба да ја најдете најблиската телефонска говорница и да го запамтите неговиот фиксен број. Ова се лимитациите со кои се соочува Ебони, глумена од Хети Хук, која има потешкоти да се лоцира себе си на земјата и да и биде помогнато. Константниот губиток во борбата со времето се согледува уште во првиот чин, во кој Никола не успева да се појави со својата партнерка на танцовиот надпревар, околу кој му се одвива животот, барем до тогаш, за набрзо и самиот да процени дека не е најпресуден настан во животот, штом го пропушти, додека пак попатно не најде нешто многу подрагоцен. Невозможното пристигнување за еден час на преварот се претвора во подеднакво невозможно продолжување на љубовната врска, која има 24 часовна бомба, која отчукува и со детонацијата ќе го скрши младото срце на Никола. Во оваа интимна картографија на емоциите во универзумот во автомобилот, гледачот има можност да се запознае со носечките ликови, додека и самите се запознаваат меѓусебно, со тоа што еминентно е развивањето на чувствата еден за друг. Никола има еден неуспешен обид да се представи дека е покултивиран од тоа што е, дека го читал Борхес и Кавка, а ништо не ги разбрал, за да не го добие мнението повозрастниот Адам дека Никола е неискусно детиште, кое ништо не видело во животот подалеку од средното училиште. Илузијата на себепроектирањето е наивна и што побрзо си ги признае Никола чувствата самиот на себе си, толку поскоро ќе може да ужива во уникатната можност да биде заведен. Адам, кој пак подготвен е за светот надвор од невидливите огради на Австралија, трагајќи во тропските ветени земји, инспирирани од култниот Happy Together на Вон Кар-вај од 1997 година, затоа што во рурален Мелбурн има предпоставки дека во 90-тите едно геј момче под постојани скрупули на околината не би имало можност да си го реализира неговиот севкупен потенцијал и биде прифатен како тој што е, а не како тој што неговите соученички, например, сакаат да биде. Заситен би бил од средината и желен за повеќе. Два воза кои се разминуваат во ноќта е основа на секоја вонвременска романса, која остава неизбришливи траги во спомените, или ако ги буквализираме реферирањата на Strangers on a Train на Хичкок во самиот филм, што е уште една нафрлена аналогија од страна на Столевски, која си го наоѓа своето место помеѓу странецот во сопственото тело и странецот од државата. Никола, кој е Кол за врсниците од Австралија и Колја за неговата југословенска фамилија, кај што во еден кадар во кој се гледа фудбал, доволно е да се согледа дека нема толку лесно патриархалните мажишта во семејството да ја прифатат неговата истополова љубов, што се докажува дека е вистинито една деценија подоцна. Coming of Age филм не може да помине без одење на забава, која секако дека има сатурирани бои, што во овој филм се прикажува како еден неудобен процес за Кол, кој не се чувствува добро дојдено на забавата, не баре е натрапник интровертот, кој претходно ги изразувал емоциите исклучиво преку танцот, но во пресудната ноќ ќе добие можност да биде интимен и на друг начин. Столевски веќе се испраксира во овие relationship драми, ако може така да ги наречеме филмовите кои милува да ги создава, со тоа што се разликува од останатите автори, внесувајќи нерасипана надеж, безгрижност и копнеш во делото со кои се романтизираат 90-тите, таа временска капсула во која треба да се соживее гледачот, со Napster, Dial-up, милениумска бувачка, со тоа што свесен бев за сите тие агенции на 99-та годината кога се снимија премногу значајни филмови, правејќи го ова дело да биде периодичен филм за време кое ми изгледа
Како вчера да сум ги слушал албумите на аудиокасетите во мојата соба, ама не е мојата соба. Прашање туку пред градие во Мелбурн во 90-тите, во кое треба сите ние да се сместиме за време на филмот. Секако дека има неколку креативни нишки кои хумористично го збогатуваат филмот, како поранешниот дечко од Македонија, кој за волја на вистината исто така се вика Горан, или самото појавување на режисерот во мигот која го подигнува багажот на аеродром. Девојката која мрази доселеници, например, се мажи за Србин, што е една убава иронија. Живели. Краткиот игран филм на Столевски, You Deserve Everything, исто така е снимен на дневно светло за љубовна романса со годишна разлика помеѓу партнерите кои водат љубов и водат диалози во автомобилот и има венчавка која се испречува на патот на врската со заменети судбини на протагонистите. Не баре филмот е подготовка за долгиот филм на Столевски. Од голема важност е временската елипса во 2010 година за да се навратиме во животите на ликовите во иднина и забележиме каде завршиле во животот на свадбата и дали нивните сни и копнежи се исполнија. Со самото виткање на цигарата од страна на Кол може да проектираме дека попремил нешто од Адам, уште една препрека за возобновување на пламенот, која не е од временска природа го попречува заемништвото на љубовниците во епилогот, но од поголемо значење е установувањето на постоењето на свет во кој Кол ќе биде прифатен таков како што е од тие што го ценат, но никогаш нема да ја заборави првата љубов, колку момци да пресретнал во животот помеѓу. Столевски снима неговиот Moonlight и лесно е да се категоризира во групацијата на LGBT оскаровци како Call Me By Your Name или Brokeback Mountain, меѓутоа процесот на транзитирање од едно место на друго и споделување на интимата е аналоген повеќе на Before Sunrise трилогијата, додека пак елиптичното скокање во времето, кај што дознаваме што се случило со ликот, како што е аналогно на Антуан Доинел од 400 Blows на Truffaut, кој подоцна го сретнаме во Stolen Kisses, Bedenboard и Love on the Run, или пак поновиот случај со Coming of Age пристапот на Ричард Линклетер во Boyhood. Многу лесно е да се вброи во LGBT романсите, кај што и му е местото, секако дека важи констатацијата дека има универзалност делото и секој гледач ќе се пронајде некаде, без да биде геј, односно не мора да се одвива помеѓу истополов пар и тука е грешката, мора да се одвива помеѓу геј пар затоа што со себе носи агенси на неприфаќање, тајновитост, криење, потреба за експресија, интровертност, трагање по слобода, кои се исклучиви тегоби од геј провениенција кои не смеат да се занемарат во равенката на оваа потрага по љубов, која колку што е универзална, толку е и конкретна. Музиката на Happy Together служи како фон за време на возењето во автомобилот, заедно со останатите аудиокасети од поранешниот дечко македонец, кои се останати во автомобилот, но нема автентичен скор по кој што ги се памти филмот, туку по саундтракот, задржувајќи принципи на натурализмот за да остане емоцијата, која ќе се одглуми без нејзино звучно засилување со понекоја француска шансона помеѓу за да направи атмосфера за љубење. Кога се снима за Universal, не смее да се занемари пристапот до нивниот масивен музички каталог, што значи дека еден автор може да стави композиција во делото која никогаш не би си можел да си ја допушти, што не се однесува на Здравко Чојич, туку на препознатливата Loveful на Cardigans, потоа The Boy Is Mine, композиции на Нели Фортадо, Амери или Тори Емос. Веќе станува препознатлив стилот на снимање на рака на директор на фотографија Метју Чуанг, кој снима најчесто на дневно светло на локации во аспектот 4:3, кој е најпогоден за портретирање на профили во крупен план, кои се прекумерни во филмот, што значи дека под лупа се ставени суптилностите и тактилностите кои на големо платно се енормни, а во автомобилот ја доловуваат интимата во овој свет во мало. Широкиот план на двете врати спратот во куќата ја символизира раздалеченоста помеѓу Адам и Кол, кои се еден до друг, но немаат заедничка синапса, кадар со полнешна радост и разочарување, кој одлично е преозначен во вториот чин, но говори за една друга временска дистанца. Самиот режисер го монтираше филмот и добар изговор е да ги гледаме двајцата актери во крупни планови, а не на дворешноста на автомобилот, затоа што се снима на локација, а светот е променет од 1999 година до ден денес и едва се наоѓаат телефонски говорници, а не пак плејада на автомобили кои биле направени пред 99 година, па затоа
Повремено гледаме кратки широки планови надвор од автомобилот во монтажата како инсерт кадри. Во еротските сцени се нагласува натурализмот, кај што Столески го бара ритамот во кратките кадри со тоа што музиката повторно има позадинска функција, дозволувајќи на делови од телата во и вон фокус да се кадрира движењето. Режисерот Горан Столески по студиите во Мелбурн и Викторија ја започнува својата кариера со кратките играни филмови кои го опфаќаат турбулентниот живот на доселениците во Австралија, како на пример Амбасадор од 2007 година за сгрешениот идентитет на босанскиот мигрант, потоа Picture of a Good Woman од 2008 година за чудниот свадбен обичај на парот мигранти, Blood од истата година, во кој протагонистот го прераскажува неговиот живот од другата страна на гробот. Во 2012 година го сними краткиот за активистката, подготвена за промена на светот со песна, во која ќе се отпее болката во Frankie's Big Heart. Во 2015 година го сними краткиот Today is not the day за тестирањето на врската на парот на погребот на нивниот пријател, но на фестивалскиот округ се проби во 2016 година со краткиот You Deserve Everything за љубовната романса на докторот со арапскиот преведувач, награден на филмскиот фестивал во Сидни. Наредната година го сними Everything We Wanted за соочувањето на двете девојки кои си го згорчиле животот како мали, за во 2017 година да го сними Победникот на Санденс, односно Видијат и неа, во кој ликот кој глуми Сара Климовска е подготвен да скока по крстот на водици, иако традиционално скокаат по него момци, кој беше награден на браќа Манаки за Малата златна камера 300. Столески режира и неколку епизоди од последната сезона на ТВ серијата Nowhere Boys за момците кои ни спремени во шумата доаѓаат во еден алтернативен универзум. Во 2018 година го снима краткиот My Boy Олег, во кој украинска актерка е самохрана мајка во потрага по човекот со кој што забременува, и во 2022 година го режира неговото долгометражно дебют, односно фолк хорор филмот You Won't Be Alone, периодичен филм снимен во рурална Македонија во 19 век, кога една девојка е киднапирана од страна на прастаро битие која се обидува да ја претвори во вештерка, поминувајќи од тело во тело, осознавајќи го животот низ различната перспектива, прикажан на Санденс и Сиднеј, награден на Палм Спрингс и Ситџес. Во подготовка е неговиот нареден долг Домаќинство за почетници, во кој една квир девојка се соочува со мајчинството, кога незината партнерка ја доведува ќерка и во врската, кој е селектиран на Венецијскиот филмски фестивал. Во филмовите на Горан се запознаваме со ликови кои си го бараат своето место во обкружувањето, кои неретко се доселеници, но низ плејадата на ликови ни возможува да погледнеме во нивната интима и да зачекориме барем накратко низ нивните чевли, без разлика дали се своеглави трагачи по среќа или се отпадници на кои животот не им бил благонаклонет. Филмот имаше својата премиера на филмскиот фестивал во Мелбурн, а потоа беше прикажан во Марди Гра и награден на Cinefest Ост. Прекрасно е чувството кога ќе ја погледнете препознатливата најавна шпица на Universal, која е синоним за филмската уметност, знаејќи дека македонски режисер снима филмови за култното филмско студио, без кое не би постоеле Дракула и Франкенштейн, што значи дека и овој, како и претходниот филм, е дистрибуиран за Focus Features, кои целат токму за помали филмови со голема приказна во себе, а продуциран е од страна на австралијанските Causeway Films, кои стојат зад Babadook и Nightingale на Дженифер Кент, како и Bayonas и Cargo и моментално популарниот Talk to Me, а на стриминг платформите е достапен кај што се наоѓа библиотеката Universal, односно на Peacock. Јас имав можност да го гледам на големо платно на овогодишното издание на Cinedays. Со самото тоа што ја следиме перспективата на Кол низ целиот филм, немаме пристап на другата страна од приказната, оставајќи еден дел на мистеријата за Адам, но тие го одземаат севкупниот простор, оставајќи ги споредните ликови без место за еволуирање на нивната арка. Сепак, ова е љубовна симбиоза на Кол и Адам. Филм за созревање, во кој на повлечениот Никола му се отвораат нови можности за реализирање на себе си, кои до тогаш не постоеле, благодарение на неговата прва љубов, која нема да го добие заслужениот процуд, затоа што секогаш има екстерни фактори кои го спречуваат незиниот развој, но ретроактивната трага, која ја остава во животот на љубовниците, е неизбришлива. Апокалипсата не се случи во 2000-та, еруптираше вулкан во Исланд во 2010-та, ама колку и да се менуваат нештата, луѓето остануваат исти. Затоа спуштете ги слушалките, пречите на Dial-Up конекцијата. Доколку ви се допадна 278-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот.
Последете и поснатите рецензии на виртуалната полица и ви благодарам за вниманието. Поздрав!